Јавното обвинителство сослушува осомничени и сведоци, а полицијата прибира докази. Министерот за внатрешни Панче Тошковски вели дека е во тек истрагата за пожарот во дискотеката Пулс, а работа на полицијата е да постапува по барањата на обвинителите што го истражуваат случајот. Во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан. Истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство. Од јавното обвинителство неделава информираа дека се сослушуваат осомничените. Дел одат на распит во Скопје, дел во Кочанското обвинителство. Паралелно се повикуваат и сведоците, вкупно 300, а во тек се вештачење и на одземени компјутери, мобилни телефони, документација. Според првиот човек на обвинителството, истрагата ќе заврши во 3-месечниот законски рок и во средината на јуни ќе биде готово обвинението кое ќе прецизира колку мина и за кои кривични дела ќе бидат гонети. Опозицијската СДСМ денеска повторно ја повика владеачката партија да го поддржи законот за настраданите во Кочани, кој предвидува финансиски надоместок за семејствата на загинатите и поддршка за повредените. Предлагаат тој да важи и за семејствата од трагедиите во Ласкарци и Бесатранс. Велат законот предложен од СДСМ е чин на човечност, солидарност и грижа. Ова се издржани законски решенија, не за политички поени, туку за поддршка на оние на кои им е потребна. Ги повикуваме пратениците од ВМРО ДПМН да ги преиспитаат своите ставови, да се издигнат над политиката и да дадат поддршка за овој закон која потврдува најважната вредност, дека сме луѓе и дека може заедно да направиме нешто кога е најтешко. Реагираа од владеачката партија, велат лицемерноста на СДС ги поминува сите граници. Не биле загрижени за граѓаните, туку ги интересирал само нивниот политички ќар. Предходно од партијата најавија дека нема да го поддржат законот на СДСМ, но ќе ги дуплирале средствата за проекти во Кочани. Градот ќе добиел 2 нови фабрики со 1000 вработувања, а ќе продолжеле и со покривање на трошоците за лекување на повредените. Срамно е во вакви тешки моменти за сите граѓани баш тие СДС и Филипче кои молчеа и се криеа за модуларната болница, за Ласкарци, за Бесатранс, за онкологија, за неуспешноста со справување со ковид кризата, денес да зборуваат за морал и правда. Упатуваме порака до СДС. Правда ќе има, одговорност ќе има, само што овој пат правдата нема да е кабелот ниту пајакот. За трагедијата во Кочани под истрага за тешки дела против општата безбедност се неколкумина поранешни министри, градоначалници и директори на институциите кои имале надлежност за работата на Пулс. Зоран Јаневски, Сител телевизија.